Shikues të nderuar miq të televizionit Koha me mbrëma. Në edicionin e sonte të emisionit Mejdani kemi të ftuar zonjën Svetlana Karapetrova, përndryshe deputete, e dalur nga njësia zgjedhore numër 6 nga viti 2011 nga radhat e VMRO DPMNE-s. Госпожа претеничка, госпожа Светлана, добродојавте во емисијата Мејдани на телевизија Коха. Се надевам дека гледачите вечерва ќе имаат можност да слушнат од прва рака, од претеничка од Тетово, за тоа што е направено и што се планира да се направи во Тетово во иднина. Благодарам на гостопримството. Тука сум да споделиме многу информации од терен и јас како пратеник од Тетово, втор веќе мандат, се надевам дека ќе работиме во интерес на граѓаните и секако сите проекти што ги ветивме да ги реализираме. Баш и првото моје прашање е претежно за изборите завршија во април месец оваа година, веќе неколку месеци. И ВМРО ДПМНЕ и ДУИ, кој е ваш коалиционен партнер, пред нивните гласачи дадоа голем број на нови проекти кои ќе се реализираат. Дали можете да ни кажете што ветивте, што се реализира во текот на овие неколку месеци? Па јас конкретно сакам да ви кажам дека ветувањето во однос на покачувањето на платата за администрација веќе се реализира. Значи тоа е 4% покачување кое почна да се исплаќа од октомври месец во ноември со ноемвриската плата. Потоа имаме закон донесен за покачување на пензиите и на социјалните трансфери. Знаеме дека пензиите долги години назад стана пракса ВМРО ДПМНЕ да ги покачува и најниските пензии беа покачени за 76%, а просечната за 65%. Наредната година, од октомври месец, исто така 5% ќе се покачи и влезена е во буџетот за исплата наредната пензија, значи од 5%, и сметам дека пензионерите треба да бидат задоволни, бидејќи можеби не е ова доволно колку што им е потребно на пензионерите, но секако е суштински значајно бидејќи континуирано ги покачуваме, за разлика од другите опкружувања, од другите земји каде што слушаме дека се намалуваат пензиите, ние се трудиме тоа да го задржиме нивото и да ги покачиме. Исто така и социјалните трансфери ќе се покачат за 5%, тие сега изнесуваат 46% покачени од нивото кога дојде ВМРО ДПМНЕ и сметам дека уште треба покачување, но како оди тенденцијата и годините и буџетот како има можност да издвојува за сите овие категорија на граѓани, ќе го правиме максимумот за да им го подобриме живеачката на сите граѓани. Така. Околу социјалната помош и другите давачки, значи кога стапуваат законите на сила за овие? Исплатата на социјалната помош е од јуни 2015 година со 5% покачување, додека за пензиите со 5% во октомври наредната година. Дали има намалување на бројот на социјалните корисници? Дали имате таква информација во целина, во цела Македонија и ако имате некоја бројка за Тетово? Па јас мислам дека намалување би требало да има, немам конкретни податоци околу ова и за Тетово, но знам дека многу социјални случаи со проектите кои владата ги спроведува за самовработување, а беа на листата на Агенцијата за вработување, ги искористија тие проекти каде што можат само да се самовработат и да може да се овозможат една нормална живеачка. И сметаме дека социјалната помош само треба да биде начин како да се преживее одреден момент, но мораме на овие лица, така, не е трајна категорија. Мораме да им најдеме на овие лица начин како да успеат самите да си го издржуваат своето семејство, да не бидат на терет на државата, бидејќи тие средства не се доволни за да се издржува едно семејство, но преоден период за да може да се го најдат својот пат за една... Владата имаше некои конкретни, донесе некои конкретни можности за нови вработувања, нови можности за тие што се пријавени во Заводот за вработување за да може да добијат кредити, за да направат своји бизниси и така натаму. Би сакал да се надоврзам околу отварањето на новите работни места. Околу отварање на новите работни места, значи се донесоа неколку проекти кои што како самовработување, финансирање со кредитирање, но и владата спроведе една мерка за вработување на социјални ранливи категории лица од 1400 вработувања. Тие се веќе во постапка на завршување. Мислам дека сите овие лица се на своите работни места и ги остваруваат правата на плата, на надомес кој што ќе го заслужат со своето работење, со својот ангажман. Што значи дека секако владата не ги занемарува овие социјално ранливи категории, граѓани кои што неопходно им беше помошта и не можеа така лесно да дојдат според своето образование или според својата структура
не може да дојдат до некакво вработување, но тука се пристапи кон помош на овие лица и сметам дека е од огромно значење за сите социјални случаеви. Добро, кога сме кај вработувањата, во Македонија последните години имаше неколку странски инвестиции кои отворија своји фабрики во слободните економски зони. Знаеме дека во Тетово слободната економска зона сега е во формирање. Дали имате информација, дали има планови за изградба на фабрики во Тетово, каде што младите ќе добијат можност за вработување? Да, секако. Јас посебно сум го поставувала ова прашање на министрите од ресорното министерство за странски инвестиции. Како пратеник од Тетово сум заинтересирана за што е можно побрзо профункционирање на индустријската зона. 535 милиони денари се издвоени од владата за усовршување и доопремување, нели, и инфраструктура кој за делот на индустријските зони. Ова сега што работи е дел на инвестиции од владата, така, во слободната зона. Значи делот од Тетовската зона, пристапниот пат и другата инфраструктура е во надлежност на владата, останатиот дел, нели, е концесионер. За јавноста сакам само да искажам една благодарност до владата на Република Македонија која чини напори да донесе странски инвеститори во зоната во Тетово и тука имаме веќе еден инвеститор, ИПЕК се вика фирмата, италијанска фирма инаку. Да, веќе е ставен камен темелник за... Да, ќе има 120 вработувања и можност за многу луѓе да се вработат таму. Значи тоа ќе биде фабрика за производство на композитни материјали. И колку јас имам информации и соработка со инвеститорите, имам информација дека од наредната година веќе ќе почне да функционира. Претhodно имаше едно, дали неинформирање или не знам дали е точна таа информација, дека баш овие композитни материјали кои ќе се произведуваат во оваа фабрика, дека исто така ќе придонесат кон загадувањето во Тетово. Јас не сметам дека е така, бидејќи сите овие фабрики се градат по европски стандарди, кои што мора да ги запази секој инвеститор и сметам дека тука не би требало да има никаков проблем. Има уште една најава, нешто, една нова инвестиција, исто така од Италија. Постапката е во влада, значи на момент на договарање не би сакала да го откриам тоа како фирма, но се надевам во најскоро време ќе обзнанат оваа информација и за граѓаните на Тетово да биде уште една можност за решавање на горливиот проблем за вработувањето. Така, кога сме кај фабриките, би сакал да ви поставам уште едно прашање. Тетово беше позната во цела Југославија, со Тетекс беше позната со медицинска пластика, со фабриката за кошули и така. Сите тие фабрики денес каде или се приватизирали или воопшто не работат. Дали владата тука може нешто да направи за помош на новите инвеститори или која е состојбата на тие гиганти? За жал, 1995 година и наредните години, нели, се случи и пред тоа, се случи една лоша, според мене, моја лична проценка, дека трансформација која што многу влијаеше врз фабриките и населението во Тетово. Вие знаете дека Тетово беше индустријски град, започит град кој што имаше врвни индустријски капацитети, како што е Тетекс, Етко, Автопрогрес, Шикиелак, Јуохром, медицинска пластика и извозно ориентирани фирми кои што нудеа многу можности за вработување, но и со големи профити работа, бидејќи сепак извозно ориентирани фирми допринесуваат за државата, но за жал трансформацијата што се случи во Тетово посебно допринесе многу луѓе да останат без работа. Сепак се тие приватни фирми, сега акционерски друштва кои што имаат своји собственици и тука владата не може многу нешто да стори, можеби да побара инвеститори во тие моментални капацитети во ова состојба како што се, да ги понуди на разгледување и можност да некој дојде и да отвори некоја дејност, но сепак е тоа на добра волја на инвеститорите. Мислам дека има неколку фабрики дојдено од страната што работат за лонг систем, например, и неколку приватници што се бават во овој сектор, посебно во текстилната индустрија, но не е доволно тоа за Тетово. Дали кај сите е решен статусот на приватизацијата или се уште има во некои фирми спор со акциите или со приватизацијата? Па јас мислам дека во повеќето се решени. Не верувам дека
Тоа е проблем што не би требало да остане така нерешен, затоа што владата донесе закон за да се ликвидираат или да се завршат сите овие стечајци, да не биде ова долгогодишен процес. Се со цел да бидеме на чисто, во која состојба се овие индустријски капацитети, за жал уништени, руинирани и знаеме како беа едно време. Така. Околу загадувањето, сакам да ве прашам, Тетово овие денови е еден од најзагадените градови во Европа, заедно со Скопје, и вчера мислам дека беше максимумот на загадувањето. Во Тетово имаше протести од некои невладени здруженија, меѓутоа сепак Јохром продолжува да работи без филтри и Тетово продолжува да биде загаден град кој секако и вие како предиче кој сте во Тетово го дишате истиот воздух и од некои наши одговори што ги баравме од медицински лица, познати лекари, дека тоа е многу штетно, можеби во моментот не го осетуваме, меѓутоа во иднина ќе се појават разни болести кај сите нас. Да, секако и јас како граѓанин на Тетово, го чувствувам тоа и сакам да се подобри целокупната состојба во однос на воздухот и загадувањето. Јухром ќе продолжи да работи со одреден рок за да може да го имплементира тоа што се бара од него во однос на загадувањето и се надевам дека тие ќе постапат според препораките на владата, бидејќи тоа е неминовно да се случи. Тој рок е 2 години. 2 години сепак е долг период. А според нашите информации требаат околу 2-13 милиони евра за да се ставаат филтрите во Јохром. Дали е разговарано во оваа насока околу субвенционирање на државата за филтри или не? Јас немам таква информација, но како пратеник се потрудив барем малку да допринесам за да не биде толку загазен воздухот, посебно во Тетово. Значи, со моето пратеничко прашање минатиот месец побарав да се реконструира патот од Желино до Шемшово и патот до Јегуновци и делот на кај Лешок, за да се избегне транспортот на тешки моторни возила во делот на градското. Да, тој пат се вклучува после со Тетово-Јажице патот, така? Така, да. Значи до граничниот премин. Сите овие тешки моторни возила кои поминуваат низ градот да се избегне нивното движење низ централното градско подрачје и да не го дополнително загадуваат воздухот. На моето прашање беше многу брзо реагирано и пред неколку дена ме побара и директорот на Агенцијата за патишта кој што овозможи во наредната 2015 година да го стави овој патен правец во приоритет. Издвоени се 7 милиони денари и сметам дека уште од на пролет, со оглед на временските услови, ќе почне со реконструкција, така да сметам дека и ова можеби е малку нешто што може да се направи во однос на загадувањето, но ќе го направиме. Ние како пратеници сме должни се што ни стои на располагање да го искористиме и да го подобриме живењето во Тетово, а посебно кога е нешто штетно, како воздухот или било што, треба да се реагира на време и да ги спречиме овие работи. Така. Кога сме кај инфраструктурата, кои патни правци се работат во моментот и кои се планира да се работат во иднина? Во Тетовско-Гостиварскиот регион. Вака, значи патниот правец Тетово, Пирок, Боговиње, Гостивар е во завршна фаза и тој веќе е во употреба. За 2015 година патниот правец Брденица, Волковија, Чегране, Гостивар во должина од 16 километри е ставен во програмата и за една година ќе биде готов и ќе биде пуштен во употреба. Тој е патен правец од огромно значење, бидејќи ќе се избегне оптеретувањето на патниот правец што е за Гостивар, автопатот. И исто така Пирок, Боговиње, значи на двата споредни правци кај што местното население ќе има подобар пристап до градовите, до Тетово и до Гостивар, но и подобри услови за да се отворат индустријски зони и во овие региони. Бидејќи знаете дека секој инвеститор бара добра патна инфраструктура за да може да барави било каков објект. Така. Во Тетово ние ги знаеме, значи состојбите на патиштата, иако тука владата нема ингеренци, туку има ингеренци општината, меѓутоа во недостиг на парични средства, значи само се крпат улиците во последните години, без разлика кој градоначалник бил на власт. Како мислите може да го решиме овој проблем? Значи, како пратеничко од Тетово, значи гледате Тетово нема паркинг места, има многу движење на возила, значи не може да се отворат новите булеварди како што е булевардот Благоја Тоска и така натаму. Сметам дека посебно внимание треба да се обрне на ова.
Јас знам дека во Скопје многу се гради, меѓутоа локалната самоуправа е тука да пристапи кон решавање на овие проблеми. Целосна поддршка дава владата за решавање на овие проблеми. Знаете дека располагаме со фондови, со кредити, каде што возможува и владата е гарант за овие вакви проекти за инфраструктура и секако треба тоа да се искористи. Посебно сакам да нагласам во горниот дел на градот, каде што уште е полоша по состојбата со патиштата или пристапните патишта до граѓаните. Горниот дел од кај црквата Свети Кирил и Методи, значи во толку лоша состојба што сметам дека треба да му се даде малку приоритет. Сепак Тетово е голем град, град на 2 универзитети, град кој што секогаш бил почитуван и град на многу добронамерни посетители. Град на туристи, бидејќи имаме и Шарпланина ние тука, но и сите овие населени места околу имаат нешто што да понудат. Сметам дека инфраструктурата е од првично значење за мене и треба да се подобри секако. Не да ги задоволува потребите на градот. Така. Морам да ве прашам, Петричка, бидејќи често слушаме од граѓаните дека тоа што во Тетово и Гостивар луѓето плаќаат придонеси, плаќаат не знам казни, не знам што, значи многу пари одат во буџетот на Република Македонија и дека многу малку се враќа назад. И јас не сметам така, бидејќи јас сум економист по професија и учествувам во Комисијата за финансирање и буџет и директно ги гледам проектите кои се вклучени во буџетот на Република Македонија за секоја последователна година. Значи, можам да кажам дека рамномерно се распоредуваат средствата низ цела Република Македонија и можам тоа да го потврдам со факти, бидејќи и во Тетово исто така се градат училишта, се реновираат, се градат спортски сали, се реновираше патот, се реконструираше од Тетово до граничниот премин Јажинце, потоа спортски терени се градат, значи пензиите, платите и социјалните трансфери се за сите во Републиката, вклучително и за тетовчани и за гостиварци. Бесплатниот превоз на учениците, бесплатните учебници и се исто така за сите, без разлика од којот етничка припадност доаѓа, дали се турци, македонци, албанци, сите тие подеднакво ги примаат овие надоместоци. Потоа сакам да кажам дека во однос на културата, значи се реновираше Шарената џамија и со проектот од влада поддржана, значи не се двои тоа дали ќе биде ова или она финансирано, туку во согласност со потребите и програмата која што ја реализирала влада. Ние имаме програма која сме излегле на парламентарни избори 2014 година, за последната зборам, и нашата програма, буквално за мене, како пратеник на ВМРО ДПМН, представува Библија, која што постојано ми е во чанта. Секогаш ги следам проектите кои што сме ги ветиле. Една улица, ако се реконструира, тука е улица која што живеат и албанци, македонци и турци. И тоа се мои соседи. И ние сите заеднички користиме. Колку проекти на ВМРО се предвидени, да речеме, за Полошкиот регион? Дали имате некоја бројка? Бидејќи имаше тогаш околу 2000 нешто проекти, така? Да. За време на избори. Колку проекти се ориентирани за финансирање на инфраструктура, училишта и така натаму во овој дел? И дали тие проекти се спроведуваат заедно со вашиот коалиционен партнер ДУИ? Дали се и нивните проекти исто како што и вие сте ги предвидели или имаат други проекти? Секако, значи нашата програма за провереност за 2014 година е усогласена со програмата на ДУИ, која што програма тие настапја на изборите. Тие две програми се сплотени во едно и на база на тие две програми пристапуваме кон реализација на предвидените проекти. Во моментов треба да се пристапи кон отварање на театарот, на започнување на камен темелник на театарот и на библиотеката, потоа постапка за доградба, за изградба веќе при крај изградбата на спортската сала во Тетовскиот универзитет. Вие знаете дека Тетовскиот универзитет доби една велелепна зграда, која што можам да кажам дека е најдобра во Македонија во однос на проблемот, во однос на другите универзитети, како е решен проблемот со овој универзитет. Потоа со спортската сала во училиштето Кики ќе биде во изградба. Училиштето во Дреновец знаете дека е ново и дека секако ќе помогне да се растерети овој број на ученици каде што се по училиштата, да не бидат во 3 смени како што беше пракса во минатиот период, сега е веќе подобрена состојбата. Патните правци ви ги кажав, значи Пирог Боговиње самото кажува дека повеќе живе албанско население, меѓутоа и од другата страна, од каде што живеат стенчани, волковчани, челопечани, значи тој дел за секого има по нешто, не стига се, не знаеме дека и во Источна Македонија има многу лоши патишта,
Еве во Западна Македонија ќе го градиме патот Охрид Кичево, кој што е од суштинско значење и за нас како тетовчани, бидејќи се поврзуваме со граничниот премиер со Албанија, нели релациите на граѓаните, потребите на нашите сограѓани тетовчани да одат прво на одмор за туристичките центри натаму што гравитираат. И јас имам уште едно посебно барање до владата и веќе е влезено и во програмата, се надевам дека брзо ќе се реализира. Патот Тетово Гостивар Кичево, знаете во која состојба е. И овој коридор Мајка Тереза сметам дека треба да добие целосен еден лик на автопат, кој што ќе биде од огромно значење за Западна Македонија. Во моментот има проект кој треба веќе да се реализира од наредната година, со избегнување на делот од стража заради пристапот или теренот кој што е таму. И кога би го довршиле ова, се надевам дека Западна Македонија ќе биде место каде што ќе биде и подобро и за туристичките центри, и за живеењето, и севкупно за државата. Така. Да прашам само, дали се заокружени работите околу клиничкиот центар во Тетово, дали се предвидат уште нови инвестиции, до каде е работата, затоа што овие денови почна да функционираат некои сегменти на клиничкиот центар, има една новина од таму, дека луѓето сега помалку треба да одат кон скопските клиники и така натаму, се вршат интервенции, значи стендови на срце и така натаму. Значи, уште од 2011 година како пратеник која што беше во Комисијата за финансирање и буџет, редовно ги следев проектите кои се зацртани за клиничката болница. Еден ваков град заслужува ваква клиничка болница со целокупната опрема која имаме набавено за овој клинички центар. И сметам дека врвот на ова е и праќање на млади кадри, лекари, на специализација, за да можеме овие апарати, инструменти, нели, опрема која ги имаме во Тетовската болница, да може да ги употребуваат млади стручни кадри кои ќе бидат стручно усовршени. Министерството за здравство имаше слух за оваа потреба на тетовчани. Значи, над 50-60 лекари, не знам точна бројка колку се сега во моментот, зашто нон-стоп има конкурси, се веќе на специализација во Скопје и ги очекуваме како спремни кадри да се вратат во Тетово и да продолжат со својата дејност, да им пружат здравствени услуги најквалитетни на тетовчани, бидејќи имаме и квалитетна опрема и квалитетен кадар. Посебно внимание сакам да обрнам на сегашното оделение за кардиологија, кое што ќе вградува стентови, и интервентната кардиологија, која што се оспособи посебен тим. Јас посебно ги поздравам докторите кои што се стручни за оваа област, веќе имаат неколку операции направени. И можноста тетовчани побрзо да стигнат до овој тим, бидејќи патувањето до Скопје не секогаш носи добри резултати. Самото тоа малтретирање на граѓаните да одат, да патуваат и да се враќаат, мислам дека е далеку подобро да бидат тука во Тетово со своји стручни тимови. Има многу случаи починати по пат. Да, тоа и сакав да го кажам, на самиот пат до Скопје не стига до некој лекар, а тука е можноста да се пристапи што е можно побрзо и да се интервенира што е можно поскоро. Една долгогодини тетовчани ги загрижува болката за водоснабдувањето, се уште Тетово град под шара, значи сите нејзини сегменти, сите нејзини делови на градот во текот на денот се соочуваат со недостаток на вода. Се обидува неколку градоначалници да го решат проблемот. Сега мислам дека е под компетенција на Министерството за животна средина. Кои се вашите информации околу тоа, дали има некои термини до кога ќе биде, дали има по фази се работи, до каде се работите околу ова прашање? Да, сега е во моментот втората фаза на реализација на водоводот. Секако подпомогнат од владата на Република Македонија, бидејќи е заинтересирана да се реши овој долгогодишен горлив проблем на тетовчани, посебно за горниот дел на градот. Во моментот е втората фаза, кажав, со ФИ 500 цевки се прави трасата од 8460 метри. Значи првиот дел е завршен. До јуни наредната година се очекува да се заврши целокупниот процес. Водоснабдувањето ќе биде далеку подобрено, но треба понатаму да се работи на инфраструктурата на градот, секундарната мрежа која што е долгогодишна, нели, и дотрајана. И тука се има губиток на вода, да кажеме, според, нели, цевките кои што се сигурно оштетени и не се
од добар квалитет како што били тогаш кога се ставени. Тоа е следното што треба да се направи во градот Тетово за да имаме добра снабденост на вода. Градоначелничката е посветена на овој проблем, е во консултација со владата на Република Македонија и сметам дека ќе се пружи секаква можност на соработка за да можеме да го надминеме и овој проблем во Тетово. Јас сум посебно заинтересирана за ова, бидејќи лично се соочувам со проблемот и сакам секој да има барем ова што е суштинско прашање за животот на тетовчани, да водата да биде на приоритет решен проблем. Предпријатието што е за јавното комунално предпријатие, значи има проблем каде да ги депонира, значи ѓубрето што се собира по тетовските улици и некогаш и добиваме некоја слика каде што да речеме се уште стојат, не е собирано, еднаш неделно се одат по куќите и така натаму. Дали во владата е дискутирано околу овој проблем? Ова е долгогодишен проблем. Дел од загадувањето на воздухот беше и палењето на дивите депонии. Свесни сме за минатиот период што се случуваше. Но се пристапи кон решавање на овој проблем. Регионалната депонија Русино требаше да профункционира многу поодамна, меѓутоа се случија некои состојби, во моментот е поништена концесија, нели изборот за концесионер на решавање на овој горлив проблем. Претоварната станица кај Жито Полок не е соодветното место што треба да биде и сметам дека треба се направат повеќе такви претоварни станици по сите стандарди кои што се по европските нели стандарди и да се дислоцира тоа до депонијата Русино. И тука нудиме соработка и од владата и од локалната самоуправа да најдеме решение на овој горлив проблем и конечно не само за Тетово, туку и за сите околни општини, тука спаѓа Желино, Боговиње, Јегуновце, Гостивар, Маврово, Ростошас, значи сите овие општини се засегнати за овој проблем и сметам дека што е можно поскоро треба да профункционира депонијата во Русија. Сигурно ќе се придонесе кон намалување на загадувањето во овој дел. Тетово исто така е познато со туристичкото место Попова шапка. Таму веќе неколку години се обидува да се санираат ски лифтови и така натаму, меѓутоа се уште нема инфраструктура доволна за да привлече елитни туристи од секаде во светот. Дали тука се планира нешто, кои се плановите и на концесионерот кој работи со Попова шапка? Да, во моментот можем да кажам да споделаме на информација со граѓаните дека Попова шапка е приоритет за владата да се развие во еден модерен туристички регионален центар. 30 милиони евра се издвоени од АДЛМ за инвестиции во инфраструктура и во на ски лифтови и во градба на хотели на Попова шапка и паркинг места за возилата. Се разбира, секој што сака да оди на Попова шапка треба и да обезбедиме паркинг простор. Значи 30 милиони евра ќе бидат употребени за нови ски лифтови, за нови жичници и за изградба на хотел на местото на Славија, сегашна Славија, хотел кој што ќе има 4 звезди, ќе ги задоволува сите потреби за ваков вид на туризам. Јас посебно го поздравам овој чекор на АДЛМ и владата, бидејќи Тетово местоположбата на Попова шапка е далеку подобро од сите други регионални места и зимски центри кои што се во нашето обкружување. И со овие инвестиции ќе привлечеме многу странски туристи кои што економски ќе го покренат Тетово, ќе има многу нови работни места, но и многу прилив на девизи од странските туристи. Значи со градењето на хотелот ќе се нуди можност за поголем капацитет на сместување. Ски лифтовите се веќе во фаза нели на одредување на набавките. 600 ќе има изградено, кој што ќе помогне нели за превоз на туристите. Во 3 фази е поделена овој проект и во третата фаза се предвидува 12.460 туристи да се превезат со ски лифтовите во 1 час. Тоа е значи еден огромен капацитет. Сметам дека треба да му обрнеме посебно внимание, да помогнеме и ние како граѓани на Тетово во инвестирање на Попова шапка, нели стопанственици кои што имаме и да инвестираат таму, и домашни и странски, за да можеме да го направиме овој центар Попова шапка како едно банско, како едно сандански, каде што и нашиве
граѓани одат често пати на зимување таму, да привлечеме што е можно поголем број на туристи. Дали има идеја за оспособување на жичарата Тетово Попова шапка? Сега за сега немам таква информација, бидејќи тоа е доста скап инвестицијски проект. Би сакала да се врати старото, јас со емоции зборувам за ова, бидејќи жичницата што постоеше од тука, од Тетово до горе до Шапка, може би беше поголема атракција да се качите со жичница, па макар и пиеле еден чај горе. Не сум информирана дека такво нешто може да се направи, но секогаш ќе го поставам како прашање, како пратеник, бидејќи сметам дека треба да биде изготвено. Пратеничка, ако нешто пропушти да ве праштам, ако вие нешто мислите дека треба да им кажете на нашите граѓани за крај на оваа емисија? Па јас само сакам да кажам дека пратениците на ВМРО-ДПМНЕ секогаш ќе бидат доследни на програмата која ветија пред граѓаните. Ќе се трудиме секој проект што сме го ветили да го реализираме до крајот на нашиот мандат, за да можеме уште еднаш повторно да побараме поддршка за многу други проекти, за многу други инвестиции, за многу отварање на нови работни места, бидејќи знаете дека владата на Република Македонија последниот период откако е на власт за цели 10% го намали процентот на невработување, значи од 38,8 се намали на 28,4. Тоа е се од успешноста на владата да се справи со невработеноста и отварање на нови работни места. Нас ни е најглавен причинител за нашата работа на терен економскиот фактор и благосостојбата на граѓаните. И економската состојба на сите да им биде подобрена. Со животот секако е на задоволително ниво, тоа сакам да го потенцирам, бидејќи Тетово е мултиетнички град кој што има 2 универзитети, каде што има многу млади луѓе, се нуди голем просперитет за успешен економски развој со индустријската зона и се надевам дека Тетово ќе биде за пример како може да функционира еден град. Јас ви благодарам што бевте гостинка во мојата емисија. Се надевам дека ќе имаме и друга прилика да разговараме за нови успеси. Благодарам јас. Shkuar ndërori, falenderoj për vëmendjen. Miropafshim sot një javë në të njëjtën kohë në emisionin Mejdani në televizionin Kohë. Natën e mirë.